Спомените од детството, животот во Егејска Македонија и спомените на своите предци, но и животот после граѓанската војна и прогонството на егејските македонци кое траело повеќе од деценија, беа составен дел од автобиографијата на Марија Димкова. 3 години сум била јас кога сме пребегале, ми плачи душата, не ми се радува, ми плачи. Зошто толку убав крај да страдаме, да се мачиме по тугите земји толку години, 15 години се селевме. Од Пожарско кога сме иселени, да дојдеме во Битола, 60 година. Тоа беа пеколни години, 15 години. Димкова и ден денес го посетува своето родно Пожарско, каде како што вели, се уште не е убиен македонскиот дух кај локалното население. Се уште има надгробни плочи кои пишуваат на македонски, на кирилица. Во моје време баба ми кажуваше имало 400 куќи, ама 400 куќи, по 5-6 души, по 10 што биле фамилија, тие биле многу. Сега се веќе помалку, сега на куќа 20, 3, 5 мина најмногу. Своја оцена за автобиографијата дадоа и рецензентите Грашевска и Барбареев. Тоа е дело кое што изобилува со историски факти и кој што изобилува дури и со факти кои што до ден денес не се објавени во таков вид. И тоа мислам дека е еден многу храбар потег. Многу интересен, навистина на моменти дури многу емотивен, полн со густина од емоции, кој што не може ниту еден македонец да го остави рамнодушен на кој што ќе го сретне. Но освен спомените на родниот крај, егејските македонци ги охрабрува и новиот дух во односите меѓу Македонија и Грција, поради кој се надеваат на решавање на нивните долгогодишни спорови околу имотите, со кои Грција освен духовна им нанела и материјална штета проценета на 10 милиарди евра. Очекуваме едно големо напредување, пошто Никола Димитров, нејните татко и мајка, мислам татко му е роден во селото Отресене во Егејска Македонија, се надеваме дека со помош и на нашата влада, и на другите институции, чекои права, секаде, да успееме за такво едно разрешување за нашите проблеми. Ние нема да остапеме од тоа што е наше, што ни земано со неправда од страна на Грција. Со автобиографијата Марија Димкова им остави аманет на ините генерации да не ги заборават своите корени и да ја негуваат традицијата на еден од културно најбогатите краеви на Македонија, егејскиот.